Денес пратеничката група на ВМРО ДПМН во Собранието на Република Македонија ќе поднесе предлог на закон за поврат на парични средства потрошени за имунизација против коронавирусот COVID-19 во Република Србија по скратена постапка. Овој предлог закон ги уредува начинот и условите за остварување на право на поврат на средства за реални трошоци направени за време на имунизација против коронавирусот во Република Србија. Во процесот на набавка на вакцини против коронавирусот, Република Србија се покажа како водечка држава во регионот, која на државите кои не успеа да набават вакцини, им овозможи бесплатна вакцинација за нивното население. Според податоците објавени од српските власти, само во март во Србија се вакцинирале околу 15.000 македонски граѓани. Бесплатната вакцинација за македонските граѓани продолжи и во јуни и се уште трае, а според податоците, овие бројки до денес се зголемени за двојно повеќе, па истите покажуваат дека во Република Србија до половината на месец јуни се вакцинирале повеќе од 30.000 македонски граѓани. Со оглед на тоа, дека според Уставот на Република Македонија е загарантирано правото на здравствена заштита и граѓанинот има право и должност да го чува и унапредува сопственото здравје и здравјето на другите, владата беше должна процесот на имунизација да го започне многу порано. Целта на овој предлог закон е на овие граѓани кои не по нивна вина морале својот спас и својата имунолошка заштита да ја побараат во соседна Србија, државата да им овозможи поврат на средствата за реалните трошоци направени за време на имунизацијата во Република Србија. Македонските граѓани, наместо да се имунизираат во своето место на живење, поради неспособноста на македонските власти, кои се уште никако да обезбедат поголема количина на вакцини против коронавирусот, мораа да патуваат во соседна Србија, што представуваше и се уште представува дополнителен трошок за секој од нив. Дополнително, сакаме да потенцираме дека според официјални податоци има и група на граѓани кои што се имунизирале и во други соседни земји и тие граѓани преку амандмански интервенции во законот ќе бидат опфатени во повратот на средствата за имунизација. Ги повикуваме пратениците од парламентарното мнозинство и од останатите опозицијски партии да дадат поддршка на овој закон, кој што обезбедува фер однос на државата спрема оваа група на граѓани. Ви благодарам, дали имате прашања? Повелете, може. Па да, тоа се случи, чинам, на 16 јуни овој месец, и мислам дека таа седница на Комисијата за надворешни работи е прекината, бидејќи колегите пратеници од владеачкото мнозинство ја напуштија, така да чекаме да се создаде некоја работна атмосфера на која што би можеле повторно да се свика седницата и да видиме докаде со нивното мислење, дали се согласуваат со нашите предложени точки по однос на ова заедничко барање. Останува, значи, да видиме како би реагирала пратеничката група на власта, односно на мнозинството во ова собрание. Ви благодарам. Како ВМРО ДПМН ќе се однесува? Треба најпрво да видиме дали навистина се работи за некои заеднички договорени комисијски амандмани кои што би се поднесувале на Комисијата за одбрана и безбедност и секако дека и по тоа прашање ќе го имаме нашиот став, но мора да видиме за какви комисијски амандмани се работи. Доколку се останува на истото или на предлог, она што може би е како варијанта да може некој странски државјанин, односно државјанин кој што ќе бара да се стекне со државјанство на Република Македонија и како доказ да треба да приложи некоја си сметка од банка, трансакцијска сметка, завршено образование или лекување во болница, сметам дека е тоа доста несериозно и апсолутно се коси со европското право, со кое што тие нели се сакаат да го заштитат овој закон. Да, меѓутоа комисијата почнува денеска во 13 часот.
Затоа ви прашувам... Да, комисијата не во 13, туку е веќе започната во 10 часот, стои уште еден преседан поради кој што колешката Ели држеше прес, бидејќи нели од вчера започна ребалансот на буџетот и неговото разгледување на комисија за финансирање и буџет, па поради тоа одлучивме денес да нема расправа по ребалансот, бидејќи не знаеме каков тек ќе заземе оваа комисија за одбрана и безбедност. Таа е веќе во тек, започната од 10 часот во салата во која што треба да се одржува комисија за финансирање и буџет.